Dobro večer, Sveti Nikole. Dobro večer, ВМРО ДПМН. Dobro večer za najmoknata i najpodržana koalicija vo Republika Makedonija. Koalicijata za Podobra Makedonija. Dobro večer, dragi Sveti Nikolčani. Se radujem što sam večerva tuka vo vašиот grad, vo presred na lokalните izbori koji se odražуваат на 15. октомври, кога убеден сум дека Свети Николчани ќе ја дадат довербата повторно на актуелниот и иден градоначалник на Свети Николе Зоран Тасев и на овие советници, кандидати за советници од советничката листа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за Подобра Македонија. Драги пријатели, ние живееме во еден период кога народот веќе може да направи споредба, да направи разлика, да види како се работеше во времето на ВМРО ДПМН и коалицијата и како се работи сега. Поминаа 4 месеци, 4 месеци кои што најголем дел од луѓето го гледаат како едно помрачување. 4 месеци откако сосила ни донесоа една нова власт. Нова власт која што работи незаконски, работи насилнички и работи спротивно на волјата на народот. Драги пријатели, она што можеме да го видиме во овој период е едно директно работење спротивно на волјата на граѓаните, спротивно на волјата на народот. Сакате тоа, гледајте го преку штетниот договор со Бугарија. Сакате, гледајте го преку обидите да се донесат неуставни закони. Сакате, гледајте го преку обидите и намерите во Македонија да се доселат мигранти, 150.000 мигранти, наспроти тухава невработеност во Македонија и невработени граѓани од тука. Сакајте, гледајте го преку политичките хајки и преку политичките прогони, преку притисокот на медиумите, притисокот врз судиите, притисокот на администрацијата, преку покажувањето непожелност на странските инвеститори, затоа што на големите газди од новата власт, кои имаат своји фабрики, нови странски компании им пречат, конкуренција им се, ќе мора да ја качуваат платите. Драги пријатели, ова време на помрачување се виде многу брзо. Дали преку нивните лаги и манипулации што беа пред изборите, каде што говореа дека секој еден ќе има по 500 евра просечна плата во Македонија. Да ве прашам, тука има многу народ. Дали во овие 4 месеци се зголемија платите и дојдоа на 500 евра просечна плата? Како? Не, благодарам. Дали, како што ни ветува дека ќе растат пензиите, дали во овие 4 месеци ги зголемија пензиите на пензионерите? Не ги зголемија. На младите им ветија вработување веднаш по дипломирање или најкасно 6 месеци откако дипломирале. Па има многумина што дипломирале во февруари, во јануари, во март, во април. Да прашам, дали младите по автоматизам добија вработувања од страна на новата залепена однадвор власт? Да чујам? Нема такво нешто. Да, драги пријатели, лаги и манипулации, исто како и сега. Погледнете ги нивните нови настапи, новања. Повторно е ред лажни ветувања, ред навреди кон нас, лични навреди, омаловажувања, плукања, кон мене лично, кон моите соработници, и последното е продавање ветер и магла, продавање воздух, енергија, живот, нешто што сите го имаат. Драги пријатели, сведоци сме на пат на индустријата, пат на прометот во индустријата од над 9%. Сведоци сме на пат на девизните резерви од 170 милиони евра. Сведоци сме на застанување на сите покрупни градежни проекти во земјата. Се со цел да се заборави дека ВМРО ДПМН ги прави, ги започна и во 2 фаза е на завршување
и после 2, 3, 4 години да кажат еве ние ги завршивме. Со тоа ја запреа економијата. Сведоци сме на измами кај земјоделците. Ги мамеа во кочани дека не знам колку ќе бива откупната цена. Врска нема од тоа. Ги гледам денеска, земјоделците се собрале, зборуваат за тоа, ги вадат плакатите на нашите опоненти од нивните ветувања. Сведоци сме како после изборите им соопштија дека субвенциите за земјоделците ќе се исплаќале само под услов ако имале поголем принос. Па како може да имаат поголем принос ако годината временски не е погодна или ако немаат соодветна подршка? Почитувани пријатели, видовме колку е саато со овие ново донесените. Не можам да речам ново избраните, бидејќи народот не ги избранив. Но можам да речам ново донесените, ново залепените. Почитувани пријатели, од овие причини, гледајќи што се случува, гледајќи и знаејќи дека народот нема ова долго да го изреши. Народот не можеш насила да го натераш да гласа за нешто што е против него. Седнавме и работевме неколку месеци да направиме нова стратегија, нова визија за Македонија, ново утро, нов почеток, нова ера за Македонија. Да направиме нешто што во наредната декада Македонија ќе ја издигне на повисоко ниво. Додека тие се занимава со тоа дека ќе ја рушеле оградата на владата, па од железото ќе правеле клупи или столчиња, или ќе го дале за, не знам, за старо железо, додека се занимава со хајки, со политички прогони, додека се занимава со 300 работи што граѓаните не ги очекуваа од нив, со лаги манипулации од типот дека некоја домашна фабрика стартува огромно производство на автобуси, за да видиме дека тројца вработени има во фабриката и таа не работи, додека се занимава со пукање и омаловажување на странските инвеститори како да се некои големи натрапници, а не големи работодавачи во Македонија, и спасувачи на животи на многу семејства и на нивната екзистенција. Додека тие со тоа се занимаваа, драги пријатели, ние седнавме и работевме новата стратегија за наредната декада, новата ера која почнува, новото утро, за нови победи, за нови успеси. Почитувани присутни, со оваа нова ера, која ќе дојде веднаш од како ова помрачување ќе се тргне, а ќе почне да се трга сега на 15 октомври. Со оваа нова ера се предвидува, тоа го зборуваме ние, кои отворивме во минатата декада 172.000 нови работни места, од 560 на 732.000, 173.000 нови работни места. Ветуваме нови 150.000 работни места до крајот на следната декада. Најмалку 150.000 нови работни места. Се трудиме ветувањето да е поскромно, за да можеме подоцна и да изненадиме со повеќе. Предвидуваме невработеноста до крајот на следната декада да падне под 10%, да биде 6 или 7 или 9, но да е под 10% како во повеќето развиени држави, каде што секој што сака да најде работа и да заработи, може да го направи тоа. Таргет ни е, како што земјата ја донесовме од 3.300 на 5.000 долари по глава на жител, во просек за работка годишно, во наредната декада, до крајот на следната декада, да достигнеме над 12.000 долари по глава на жител, просечна годишна заработка по глава на жител. Тоа ќе се оствари преку раст од 4% или повеќе на бруто домашниот производ, просечно во наредната декада. И со тоа, сиромаштијата во државата ќе се намали за 3/4, а невработеноста кај младите ќе се преполови. Тоа е новата ера. Тоа е она што му треба на народот, а не разни лаги и манипулации. Не што рушал министерот или што вечерава министерката, не што ќе правиме со оградата или
кој споменик на некој македонски револуционер што си го дал животот за Македонија да го срушиме. Не, туку тоа што е најголем приоритет на народот. Не вработеноста, а кај оние што се вработени, повисоки плати и повисок стандард. Сето тоа се прави со отворање на повеќе работни места. Колку повеќе работни места, толку помалку невработеност и толку поголеми плати за невработените, за да не бидат превземени во новите компании или пак да бидат превземени и да добијат поголема плата. Тоа е главната работа, главниот проблем на мнозинството граѓани во Македонија и тоа покажа дека ВМРО-ДПМНЕ знае да го реши. Невработеноста сведовме од безмалку 40% на 22,5%. Во наредната декада ќе се доведе под 10%. Драги пријатели, во новата ера, во новата декада, планираме и голем прогрес во делот на обезбедување на домови за луѓето што ги небаат, особено за младите лица. Преку возможување на кофинансирање од владата, на грантови, на кредити меки, на начини на кои што на обезбедување исто така на локации, кај што нема да се плаќаат комунали, да се обезбеди. Секој млад човек кој што нема доволен приход да сам си изгради куќа, да може со помош на државата да дојде до собствен дом. Тоа е дел од новата ера и тоа ќе започне веднаш по заминувањето на помрачувањето и доаѓањето повторно на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата на чело на државата. Драги пријатели, ќе инвестираме многу во патната инфраструктура. Гледате дека автопатот Скопје-Штип, кој што го ветивме, над 80% е завршен. Овие го стопираа за по година-две, да ви кажа дека тие го изградиле, не баре вас памтењето, вие само година-две. Драги пријатели, планот со новата ера е преку градење на нови автопати, на нови експресни патишта, на нови реконструирани регионални и локални патишта. Секоја дестинација во Македонија да се одминува за 80 минути со возило, освен најоддалечените точки од една до друга граница за најдолго 120 минути. Сега сме увозник на електрична енергија за околу 30 до 40% годишно. Во новата ера, со градба на нови капацитети во енергетскиот систем, до крајот на наредната декада, Македонија од нето увозник ќе прерасне во нето извозник. Ќе има повеќе производство на струја отколку што се внатрешните потреби и ќе се извезува и на тој начин дополнително ќе се внесуваат девизни средства и заработка во Македонија. Почитувани присутни, во делот на образованието, многу направивме за да тоа стане подостапно за секого, да го има насекаде, да го има во сите делови на Македонија и да е поевтино. Нашата следна задача е да продолжиме и да работиме понатаму на планот да биде поквалитетно. Ние работевме и на тоа и досега, но потребно е уште многу работа. Нашиот таргет до крајот на наредната декада е основните и средните училишта, според својот квалитет, да влезат во првата половина на листата на ПИЗа, а барем еден универзитет во Македонија да влезе во првите 200 највисоко рангирани универзитети во светот според Шанхајската листа. Почитувани присутни, вие знаете дека само во времето на ВМРО-ДПМНЕ растеа пензиите, се воведоа и растеа субвенциите за земјоделците, растеше социјалната помош и растеа платите во администрацијата. Тоа ќе започне веднаш по враќањето на ВМРО-ДПМНЕ и започнувањето на новата ера. Ќе растат платите, ќе растат земјоделските субвенции, ќе растат пензиите за пензионерите. Ќе расти социјалната помош, но најголемата грижа ќе ни биде што помалку луѓе да имаат потреба од социјална помош. Затоа што нашето мото е дека најдобрата социјална политика е онаа политика која отвара нови работни места во земјата. Драги пријатели,
Во новата ера имаме зацртано многу внимание и инвестиции да се направат за зеленилото и за животната средина. Тоа ќе биде една огромна преокупација, ќе биде еден значаен таргет, затоа што тоа е потребно на Македонија. Покрај ова, ќе бидеме многу фокусирани. Нашата економија се повеќе и повеќе да се заснива на иновации и да се развива предприемништвото. Ние не сме држава со преголеми природни ресурси. Ние мораме да ги искористиме нашите умови и умовите на младите луѓе до максимум. И тоа е поле каде што државата уште повеќе ќе помага. Ние веќе во преходниот мандат отворивме фонд за поддршка на иновациите и технолошкиот развој. Направивме и медиумска кампања за да ја кренеме свеста меѓу народот за значењето на иновациите и за да почнеме Македонија да ја градеме како економија базирана на иновации. Тој фонд почна да дава грантови за иновации. Десетици и стотици фирми веќе добија грантови за развој на иновации. Меѓутоа, тоа е само почеток. Во наредната ера, во наредната декада, тоа ќе биде силно засилено. И секој млад човек што има добра идеја, секој млад човек што сака да започне бизнис заснован на иновација, ќе биде силно поддржан во тоа. Покрај ова, ќе се делат исто така помошти и грантови за започнување на нови фирми, нови компании, нови производства и развој на предприемничкиот дух во Македонија. Ние мораме да станеме нација заснована на иновации и со силен предприемачки дух. Има многу земји со големина слична на нашата, што успеале во тоа и отишле многу напред. Многу напред. Знаеме дека може да се успее. Потребен е само фокус на тоа, потребно е насочување на средства, потребна е јавна кампања заради свеста на народот и да се подигне вербата дека можеме. И тоа ќе го правиме. Со специјалисти донесени од надвор, со специјалисти кои што ги имаме и тука, ќе работиме Македонија да стане земја со технолошки развој, базирана економија на иновации и држава со силно развиен предприемачки и бизнис дух. Почитувани присутни, сега е време кога на нашата татковина како никогаш досега и се потребни докажани луѓе. Исправени сме пред голема историска одлука за еднината на нашата земја. Доведени се во прашање нашата економија, нашиот национален идентитет, култура, јазик и држава. На 15 октомври на локалните избори гласете за луѓе чии постигнати резултати сите ние ги гледаме. Гласете за луѓе за кои знаете дека постојано работеле и во иднина ќе продолжат да работат за наше заедничко подобро утре. Луѓе кои ги исполнуваат изборните ветувања, веруваат во правда, не бегаат од одговорност и учат од сопствените грешки. За луѓе кои веруваат во народот и во неговите способности. Гласајте за кандидатите на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, бидејќи ние сме партија која што држи до дадените ветувања. Партија што кога ќе вети, го одржува ветувањето. Овдека во Свети Николе се направија многу работи. Најпрвин се направи многу на планот на невработеноста и односно на планот на зголемување на вработеноста. Еве ќе ве подсетам за еден податок. Ние знаеме дека тука во околината, во Штип и во индустријската зона се отворија нови фабрики, се потикнуваше економијата, се потикнуваа домашните компании. Како резултат на тоа, драги пријатели, ќе ви кажам еден податок. Во Свети Николе во 2006-та, кога дојдовме во владата, имаше точно 3090 вработени. Значи, да заокружиме на 3100 вработени. На заминување, Свети Николе, на заминување сега пред неколку месеци, Свети Николе имаше над 5500 вработени, што е за над 75%
повеќе вработени во Свети Николе од претходно. Од 3100 на над 5500 вработени во Свети Николе. Тоа не дојде случајно. Никогаш порано во Македонија, ниту во Свети Николе, од основањето на државата, од независноста до доаѓањето на ВМРО во 2006-та, немавме тренд на зголемување на вработеноста. Секогаш имаше тренд на намалување на таа вработеност или обратно кажано зголемување на невработеност. Затоа што во времето на нашите опоненти се затвораа фабриките, а во времето на ВМРО се отвораа фабрики во Република Македонија. Тоа е разликата. За македонските земјоделци, владата предводена од ВМРО за периодот од 2006 до 2016 обезбеди вкупно 1,55 милиони евра субвенции во нашиот мандат. Овозможивме македонските земјоделци да закупат и да можат да обработат околу 62.000 хектари државно земјоделско земјиште. Овозможивме на набавка на нова земјоделска механизација по принципот 50-50, со која македонските земјоделци набавија над 2000 трактори и околу 7700 парчиња механизација земјоделска, со што значително се обнови земјоделската механизација. Се овозможи легализација на бесправно изградените објекти на територијата на цела Македонија за народот, граѓаните да си станат свој на своето. Например, во општина Свети Николе се поднесени над 3500 барања за легализација, од кои над 1800 се веќе завршени, а останатите се во постапка на решавање. Значаен придонес кон подобрување на инфраструктурниот лик на општината даде асфалтирањето на деоницата од патот меѓу селата Мечкуевци и Куково, со што Свети Николе се поврза со Пробиштип. Со ова се овозможи скратување на патувањето од Свети Николе до Пробиштип, како и поврзување на околните општини со новиот во изградба автопат Скопје Свети Николе Штип. Се направи реконструкција на улиците Младинска, Крсте Мисерков, Ангел Трајчев, Цветан Димов, Рахилка Гонева, Пионерска и истите добија целокупно нова водоводна линија, канализација и асфалт. Истовремено се изгради водоводна и канализацијска мрежа во населбата Сопотски пат, Ерџелија, Горобинци и Црнилиште. Во најстариот дел од градското подршје, во Орецко Маало, се изврши вадење на коцката и поставување на нов асфалтен слој на улиците 11 октомври и Гоце Делчев. Исто така се изврши пробивање и изградба на асфалтирање на нова улица 11-та македонска ударна бригада, која ги поврза населбите Поглед и Лозов Расадник. Изградени се плоштади со детски игралишта и шеталишта во Мустафино, Пеширово, Ерџелија, Кадрифаково, Горобинци, Амзибегово, Црнилиште, Гуганци и Немањици. Вакви детски игралишта се изградени и на 4 локации во градот Свети Николе. Изградивме нова училишна зграда во населеното место Црнилиште. Воедно ги реконструиравме и саниравме основните училишта Кирил и Методи, Гоце Делчев, подрачното училиште во Амзибегово, Даме Груев во населеното место Ерџелија, како и средното училиште Кочо Рацен и повеќе други проекти кои беа завршени. Но со новата програма, со новата ера, во наредните 4 години во Свети Николе планираме изградба на станица за отпадни води, со што целосно ќе се реши проблемот со отпадните води на Свети Николска река. Предвидуваме и санација на оштетеното речно корито на река Поток и негова реконструкција во централното градско подрачје. Исто така се предвидува и изградба на каскади на реката во Горобинци. Се планира и изградба на цевковод од хидросистемот Злетовица, со кој селата Мустафино, Ерџелија, Кадрифаково, Пеширово, Црнилиште и Амзабегово ќе добијат чиста вода за пиење. Се планира изградба на улиците Михајло Апостолски и Гаврило Гаврилски, асфалтирање и тампонирање на улици во селата Ерџелија, Амзабегово, Црнилиште, Мустафино, Гороби и Пеширово, како и во други помали села. Исто така, ќе се изврши реконструкција на патниот правец од Клучка Пеширово до Ерџелија.
Ке се направи реконструкција на постојната водоводна мрежа и замена на азбестни цевки и останата стара водоводна градска мрежа во должина од 4000 метри. Се планира и поставување на дигитални водомери во сите домакинства, со што ќе се намалат загубите на вода. Истовремено предвидуваме изградба на канализација во населба Рудина, како и реконструкција на водовод и канализација на улица Васка Циклева. Истовремено населбите Горобински пат и Лозов Расадник ќе добијат нова водоводна и канализацијска мрежа. Продолжуваме да инвестираме во младите и во нивниот процес на образување, обезбедувајќи им подобри услови за настава. Ќе биде извршена реконструкција на основното училиште Даме Груев во Амзабегово, како и реконструкција на електричната инсталација и санитарните јазли во основното училиште Свети Киро и Методи. Истовремено и во основното училиште Гоце Делчев планираме да се изврши реконструкција на електричната инсталација, замена на целокупниот училишен инвентар, како и реконструкција на училишната ограда и на пешачката патега на влезот од училиштето. Се предвидува и замена на азбестната покривна конструкција на гимназиската зграда во средното училиште Кочо Рацин во Свети Николе. Освен ова, планираме да извршиме и целосна реконструкција на ученичкиот дом Кочо Рацин. Се планира и проширување на просторните капацитети на детската градинка во Свети Николе и реконструкција на санитарните јазли. Се планира и нови капацитети за најмладите преку изградба и опремување на нова детска градинка во Ерџелија. Ке се изврши и реконструкција на градскиот пазар во Свети Николе. Со овој проект се предвидува промена на подземната инфраструктура, како и ново партерно уредување со поставување на нова подлога. Се предвидува и изградба на земјана мотокрос патека во должина од 7 километри во подножјето на село Богословец. Се предвидува и урбанизација и уредување на хидроакумулацијата Мавровица, со што истата ќе се користи за рекреативен туризам. Се планира изградба на трим патека од Свети Николе до археолошкиот локалитет Била Зора и повеќе други проекти значени за Свети Николе и Свети Николчани. Драги пријатели, да продолжиме, да градиме многу за нашата општина, за вашата општина, за иднината на нашите деца, но и за денешните генерации. Да продолжиме да градиме општество во кое сите ќе живееме во слога и во мир, без подоба и омраза, со меѓусебна почит на сите граѓани. Да ги зачуваме нашите заеднички вредности и да ги почитуваме правата и потребите на сите граѓани поединечно. Обединети, да ги надминиме предизвиците со кои се соочува нашата држава и да ја зачуваме заедничката цел која секогаш се нарекува Македонија. Од сите нас зависи во каква Македонија сакаме и во каква Македонија ќе живееме и во какво Свети Николе ќе се живее. Нашата работа секогаш ќе биде посветена на вас и на Македонија. Секогаш ќе работиме на подобро утре и секогаш ќе се грижиме за нашата заедничка Македонија. Со нас нема празни зборови и општи абстрактни фрази, туку работа, конкретни проекти, конкретни рокови, конкретни носители на тие рокови и исполнување на даденото ветување. Заради сето ова, на овие избори велиме гордо и јасно: секогаш работа, секогаш Македонија. Шансата за ова е на 15 октомври, со пенкалото во рака, масовно и со главата горе. Да одбереме работа во секоја смисла. Работа на тој што ќе биде избран од вас, граѓаните, но и работа за граѓаните, овозможување отворење нови работни места. Да одбереме посилна економија и секогаш да сме на страната на Македонија и интересите на народот во неа. Секогаш работа, секогаш Македонија. Да живее Македонија. Да живее Свети Николе. Да сте живи и здрави. Да живее ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Да живее Република Македонија. Ви благодарам.
uspeh zajedno, ker rabotime сега nije повторно. За срекни денови, за светла иднина, секогаш Македонија. Пред нас е ново утро, нов почеток. Лесно е се ако сме заедно. Од нас зависи о каква Македонија ќе живее.